Добар ден, 4 јуни. Јас сум Александра Вуксановиќ, вие гледате поинакви вести. Членовите на Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент на денешната седница треба да гласаат за усвојување на предлог извештајот за 2023-2024 година за земјава, подготвен од австрискиот европратеник Томас Вајц. Премиерот Христијан Мицкоски рече остварил голем број на телефонски разговори, но не прецизираше дали има информации од сестринските партии на ВМРО-ДПМНЕ во врска со денешното гласање. Посебно внимание предизвика амандманите со кои се нагласуваат македонскиот јазик и идентитет. Така самиот Вајц и председавачот на АФЕТ, германскиот европратеник Дейвид Мекалистер, предлагаат амандмани за вметнување нова точка ДА со идентична содржина. Со оглед на тоа што ЕУ постојано го покажува своето признавање на македонскиот јазик и идентитет. На овој документ вчера реагираа бугарските европратеници, кои го обвинија известувачот Томас Вајц за координација со Скопје за да се изготви едностран извештај, за прикривање на критички состаноци, за протекување на доверливи нацрти, за маргинализирање на спротивставените гласови и за неисполнување на својата должност како неутрален известувач. Иако се очекуваше Советот на град Скопје да расправа за дивоградбите во Чаир, а потоа и за во Сарај. Уште не почната заврши првата вонредна седница, затоа што мнозинството советници предводени од ВМРО-ДПМНЕ не го изгласаа дневниот ред. Арсовска и советниците од ВМРО-ДПМНЕ во жестока кавга. Еве како изгледаше Советот на град Скопје вчера. Медиумите присутни во салава, дали го гледате ова? Абе со жив штит ќе ги бранат криминалци, веќе отидат ќе легнат пред општина Чаир за да го бранат. Има тука два документи од кои не се дери господја. Не се дери господја, те молам. Не се дери господја. Не се дери господја. Господја, те молам, не се дери. Значи штом до тука во документот што го има издадено Висар Ганију има два фалсификати кои што се направени на документи на град Скопје. Затоа, за да можете овие докази да ги согледате, треба да гласате и за оправданоста и за дневниот ред, зашто тука се оштетува градот Скопје, се оштетува. Председателе, не е точка на дневен ред. Чаир, за Сарај треба да разбориме, предлагачот треба да излезе и да каже. Ама за сите општини ќе вадиме. За сите општини имаме ние анализа. Вие рековте за сите општини, ние имаме анализа за сите општини. Ама нема дневен ред, граначовник. Ама што се возбудувате толку? Луќе, дај реагирај бе дичко, не им кажуваме вака да се однесуваат, те молам. Те молам, ти си му личен советник и пиар на премиерот. Реагира, ова крајно неваспитано. Ти им кажуваш да урлаат половина саат, ајде луѓе. Те замолувам, ако сакаш, значи единствениот кој прави драми тука сте вие. Јас не гледам проблем да се обратам пред овие луѓе. Затоа са ако вие Ве молам, не земавте збор. Барам, ме прекинавте и јас имам. Овие луѓе се изживуваат, значи, не можам да кажам. По пресудата на Управниот суд да го поништи изборот на уставната судика Елизабета Дуковска, со чиј глас 2 години се носеа одлуки во Уставниот суд. Институциите се пред невозможна мисија да ја разрешат Дуковска, на која веднаш по одлуката и беа одземени сите предмети, меѓу кои и предметот за Законот за употреба на езиците. Оваа одлука на Управниот суд ја одложи и подготвителната седница на овој закон, но истовремено може да предизвика политички потрес, бидејќи претходно Уставен донесе заклучок да постапува по овој предмет во полн состав. Но Дуковска не остана рамнодушна на оваа одлука и во изјава за Слободен печат вели дека има поднесено и жалба на одлуката на Управниот суд, но и представка до Судскиот совет. Според членот што го цитира Дуковска, само Уставниот суд може да разреши уставен судија.
Бугарска фирма на Вице Заев наплатила 9 милиони државни евра за набавка на јаглен. Со помош на мрежа од компании и посредници, поранишното раководство на државната енергетска компанија ЕСМ дозволило да се троши државни пари за поскап јаглен во интерес на некои компании и бизнис мокници со силни политички врски, кои енергетската криза ја искористиле за богатење врз грбот на граѓаните, кои плаќаа високи сметки за струја. Открива истражување на ИРЛ, во кое се вели дека братот на поранешниот премиер Зоран Заев, Вице Заев, преку неговата бугарска фирма наплатил 9 милиони евра од државните набавки на јаглен за термоцентралите. Државниот универзитет Свети Кирил и Методи од Скопје не е дел од листата на 2000 најдобри универзитети во светот за 2025 година, објавена од Центарот за рангирање на светски универзитети. Според листата, 5 најдобро рангирани универзитети во светот се универзитетите Харвард, МИТ, Стенфорд од Соединетите Американски држави, Кембридж и Оксфорд од Велика Британија. Универзитетот во Белград пак е позициониран на 387-то место на табелата. Клучните елементи за рангирање на универзитетите според листата се квалитетот на образованието, вработувањето на поранешните студенти, квалитетот на наставниот кадар, истражувачките перформанси, научните трудови, висококвалитетните публикации, влијанието и цитатите. Во фотелјата за заменик министерското столче за одбрана можно е да седне кадар од помалите партии во опозицијскиот Европски фронт. Брифира за Слободен печат висок функционер од Вреди, откако Исмаили си поднесе оставка и реши да го следи партискиот лидер на дел од Алијанса за албанците Арбен Таравари да ја напушти владата. Ако Вреди постигне ваков договор, тоа ќе значи ситнење на фронтот, но и плюс пратеници со поддршка на владеачкото мнозинство. Собраниската седница на која ќе се избира новиот министер за здравство и замениците во земјоделство и во одбрана планирано е да се одржи на 12 јуни, докога ќе биде и појасно дали столчето во одбрана ќе го пополни кадар од Европскиот фронт или од делот од Алијанса, која му остана верна на премиерот Христијан Мицкоски. Читајте повеќе од ова од Мариела Трајковска. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп синоќа потпиша извршна наредба со која се зголемуваат царините за увоз на челик и алуминиум од 25 на 50%, а таа стапи на сила на полноќ по локално време. Мерката се однесува на сите трговски партнери, освен на Велика Британија, која е единствената досега што постигна прелиминарен трговски договор со САД за време на 90-дневната пауза во воведување на поширок пакет царини, а објавува Белата куќа. Центрите за помош во Газа денеска се затворени. Пристапот до областа е борбената зона, соопшти израелската војска. Затворањето доаѓа откако Министерството за здравство под контрола на Хамас соопшти дека израелските војници вчера отвориле оган врз цивили во близина на дистрибутивен пункт, при што загинале најмалку 27 лица, а околу 90 биле ранети. Портпаролот на израелските одбранбени сили соопшти дека објектите ќе останат затворени поради работи на реновирање, организација и подобрување на ефикасноста. Цитирајќи ја Газанската хуманитарна фондација, која ги води операциите за помош, војската ги предупреди цивилите да избегнуваат приближување до центрите, прогласувајќи ги околните патишта за борбени зони. Фишинг измама со Netflix. Измамници присвоиле 85.000 евра со злоупотреба на платежни картички. Ова се случило во Србија. Разбиен е меѓународен синџир на фишинг измами преку Netflix и во координирана операција спроведена во Белград, Панчево и Крагуевац. Полицијата уапсила 4 лица кои злоупотребиле платежни картички за да присвојат повеќе од 10 милиони динари на штета на десетици српски граѓани. Уапсени се тројца српски и еден француски државјанин. Сомнежите се дека тие користеле SMS пораки за да ги наведат оштетените граѓани да платат за услуги на Netflix и барале преку дадениот линк да ги внесат
податоците за нивната платежна картичка и други податоци за наводно обновување на нивната предплата, пошто неовластено подигнувале пари од поврзаните банкарски сметки, префрлајќи ги неовластено на сметки во разни обложувалници, како и за плаќање на услуги на други деловни субјекти. За крај одвојуваме една емотивна и тажна приказна која ни доаѓа од Австралија. Мајка собира пари за криогено зачувување на телото на незиниот 13 годишен син, кој си го одзел животот по месеци брутално малтретирање од соучениците. Криозачувувањето подразбира замрзнување на човековото тело веднаш по смртта, со надеж дека идната медицина ќе може повторно да го оживее. Клер Мекан е актерка од Австралија, чиј син Атреу Мекан изврши самоубиство во петокот, откако долго време бил жртва на булинг од соучениците. Таа јавно на Инстаграм за незиниот син напиша: "Си го одзеде животот по месеци на ужасно малтретирање во неговото државно училиште." Мекан откри дека повеќе пати барала од училиштето на незиниот син и од други институции да интервенираат, но ништо не било направено. Мекан собира 300.000 австралиски долари за да го зачува телото на незиниот син во рок од 7 дена и вели, инаку шансата за неговото повторно оживување за секогаш ќе биде загубена. Кажете ми дали скенирате сметки? Да, скенирам сметки. Моментално не. Не, Зошто не? нема потреба. Не, Зошто не? па мало трошиме дома, така. Не, Зошто не? значи ме мрзе. Нямам време да сканирам сметки. Не, Зошто не? па штото? Скенирам. Кажете ми какви придобивки имате од скенираните сметки? Па нешто малку. Некогаш цела сума, некогаш половина, некогаш ич. А дали имате придобивки од скенираните сметки? Па има, окей, да. Дали мислите дека според економскава криза повеќето скенираат сметки? Да, Да. да. Скоро сите сканират сметки. Така? Да. Дали имаат вашите родители придобивки од скенирање? Малку. И какви придобивки сте имале од тие скенирани сметки? Ништо. Само џабе. Па не е нешто, ама за неколку дена, например, за јадење, со сметките ќе потпуно. Така да, тоа е корисно. Буџетот од сметките што се враќаат, па пополнува. Ситни работи. Ништо повеќе. Тоа е една мала занимација, јас би рекла. Нема ништо друго. Види, има придобивки сигурно. Али сега треба да се оптеретуваш, ти секој да гледам луѓе по контейнери и да собираат сметки, до кој степен се дојде, мислам, срамота е тоа. Со кој буџет? Не тоа што ми е мајка, меѓутоа се работи за навистина не секојдневна личност. Не секојдневна во смисол незиниот карактер и незината биографија. Какво е чувството да се биде син на партизанка? Па не знам, на некој начин мене ми импонира што сум нејзин син, бидејќи за нејзе е многу пишувано, многу е зборувано и тоа во текот на целиот нејзин живот. Таа беше актуелна од вклучување во партизанското движење и комунистичка партија практично до крајот на нејзиниот живот. Што да ви кажам? Ни мене не ми е јасно како издржала. Ни мене не ми е јасно. Постојано вика, овие стражариве отвараат тоа решетките да дзирнат што правам и ја им пркосев. Едноставно им се спротивставував. Што сакате, што да гледате? Таму она има една епизода кога гола ја се облекле. Сосем гола, ама жена, нормално, па со шмрки ја миеле, не знам што таму. И таа дури по гениталиите ја фаќала. И ова земала ја турнала оваа, се спротивставила. Сега пустила од лебот, спомнавте, оно лебот правила... Војниците ги правела? Да, ама не, она рекла што правите, вика, ние сме армијата на генерал Маркос. А она веројатно лебот го правила за да може да сочува, пошто све им зимале што не е дојадено, за да го после да го јаде.